Подпредседателе, благодарам почитуван премиер на одговорите, особено бидејќи за една волку важна тема како реформската агенда во конкретни чекори ги истакнавте пред македонската јавност оние чекори кои што се превземат конкретно на реформската агенда. Очигледна е посветеност и очигледно е да се знае во јавноста дека постои оној грејс период, бидејќи СДСМ, како што им е практика, само расфрлуваат пердови во јавноста и шират невистини. Јас би кажала дека на СДСМ токму и на опозицијата им беше полна устата со ЕУ, а всушност само крадеа во името на ЕУ заедно со нивниот коалиционен партнер ДУИ. Ценам дека е добро да соопштат овие прашања, бидејќи имаме конкретни чекори и реформи, а од нивните реформи и чекори во Европската Унија, во Собранието имавме само закони со европско знаменце по брза постапка, кои што се носеа за криминал и корупција. Во името на оваа тема јас сум задоволна од одговорот, но граѓаните ги интересира што она кое што го превземаме како реформска агенда заедно со Европската Унија, дали ќе го добијат европскиот стандард како граѓаните во Европската Унија, дали ќе се подобри нивниот живот. И од тука ми е легитимно некако прашањето да го поставам по однос на вработеността или невработеноста во државата, бидејќи граѓаните очекуваат подобар животен стандард со носење на едни позитивни законски решенија и со едни ЕУ практики кои што треба да го подобрат самиот животен стандард на граѓаните. Истовремено за економскиот раст на нашата држава важно да ги следиме оние макроекономски показатели, како што кажав, конкретно за невработеноста која што директно ја одредува благосостојбата на граѓаните и перспективите на младите на пазарот на трудот. Индикаторите на повеќе домашни меѓународни институции укажува дека и во 2026 година невработеноста во Македонија ќе опаѓа и според последните податоци во третото тримесечие на 2025 година бројот на вработени лица се зголемил и исто толку се намалил бројот на невработени лица. Тука би го потенцирала и оној оперативен план за вработување кој што особено е важен за младите луѓе до 29 години, бидејќи начекавме една огромна заинтересираност по однос на истиот. Меѓутоа, со оглед на тоа што четвртиот квартал од 25 до прво ќе се објават официјалните податоци за невработеноста, моето прашање е кои се вашите конкретни очекувања за стапката на невработеност во четвртиот квартал на 25 година и за наредната 26 година и како ја оценувате успешноста на оперативниот план за вработување на АВРМ и дали ги постигна очекуваните цели? Ви благодарам.